Состојбите во општина Гостивар, актуелните политички збиднувања во земјава и евроинтеграциите беа едни од темите на разговор меѓу шефот на мисијата на ОПСЕ, Клемен Скоја, и градоначалникот Арбен Таравари на денешната официјална средба во Гостиварската општина. Која и првиот човек на Гостивар разговараа околу 1 час во градоначалничкиот кабинет, пошто изјава за медиумите даде само домакинот. Вообичаена редовна средба со амбасадорот на ОПСЕ во Република Македонија, господинот Клемен Скоја, со кој што зборувавме за актуелната ситуација во општина Гостивар, па и во државата, во Македонија. Зборевме за Советот, мнозинството во Советот, следните проекти кои што ги планираме за нашата општина, и зборувавме и за владата, евроинтегративниот процес на Македонија, нашите прогнози и видувања на тоа како и што би следувало во следните месеци, што би очекувале, така да еден конструктивен и пријателски разговор кој што траеше околу 1 час. На новинарско прашање за очекувањата од денешната најавена средба меѓу премиерот Заев и лидерот на Алтернатива Африм Гаши, Таравари одговори дека ќе ја почитуваат одлуката на Алтернатива каква и да е, но дека не гледа перспектива во таквиот владин состав. Со господинот Гаши и со Алтернатива пред 1 година и пол излеговме заедно на парламентарни избори. Нашите политики беа анти-ДУИ, ги добивме 82.000 гласови кои што не гласаа против политиките на ДУИ. Договорот беше потпишан за 4 години, меѓутоа тоа е договор, не мора да се придржува на договорот, сега како ќе одлучат тие така. Ние ќе почитуваме секоја нивна одлука, без разлика која ќе биде. И ако влегуваат во влада, ја мислам дека таа влада нема да биде одржлива. Пред се нема да биде одржлива поради нестабилноста која што постои во СДСМ, поради разните фракции, меѓутоа и неисполнетите услови кон коалицијските. Гостиварскиот градоначалник, кој е и генерален секретар на Алијанса за албанците, изрази скептицизам дека земјава ќе добие датум за почеток на преговорите за влез во ЕУ во декември и најави дека неговата партија напролет ќе одржи конгрес на кој ќе се утврди реорганизација и ребрендирање.